Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија, 11 часот и 8 минути. Вистинско време да ги најавам денешните гости кои што се за прв пат во Радио Слободна Македонија. Тоа е Александар и Марија, со кои што Матовски. Да, вие сте по повод вашето гостување во денешната емисија разговараме за лицата со Даунов синдром и лицата со попречености и нивната инклузија во општеството. На оваа тема Цако оваа година беше во Америка во Обединетите нации и држаше свој говор на денот на 21 март, денот на лицата со Даунов синдром. Прво, како си помина во Америка? Како беше прифатен таму? Прво, да ви се заблагодарам што учествувам во ова радио. Инако ке бев прифатен, забавата само што започнам, ја бев целосно вклучен во сите моменти од самиот старт, од ги сакав да ги пратам. Таму се здружив со еден французин, што многу ме залекуваше на мене. Конференцијата беше одлична во луѓето што коментираа во неа. Така, продолжи ли пријателството со французинот? Се надевам дека ќе продолжи, зашто да не. Така, ти држеше свој говор, ги слушна говорите на сите други учесници. Можеш ли да кажеш каде е Македонија во споредба со потребите на лицата со Даунов синдром во однос на другите земји и на европско ниво, па и во Америка? Значи, ќе зборам малку за поуспешните. Да, примерно, дадите простори, Крвачка се одвојувам, како и Франција од европските. Ние сме во да Црна Гора, Србија, една Полска, тие од Европа доаѓа, Нов Зеланд исто е тука во наша близина, да се сме во чекор напред. Многу се радвам што е така. Колку чувствуваш ти дека државата помага на лицата со хендикеп и лицата со Даунов синдром? Да постојат проекти, но конкретно за мене ќе зборам, јас не можам така класично да работам, јас сум среден со луѓе ни ваму ни таму. Така, јас не можам да работам. Никако не можам. А што би сакал ти да работиш во животот со оглед на тоа што имаш уште, како што ми кажа, 11 испити до дипломата на факултет, што студираш и што би сакал, каде се гледа себе си откако ќе дипломираш? Па јас студирам на педагошки факултет, на група предучилишно воспитание, се гледам како професор, тоест едукатор, да лицата во градинка, бидејќи таму почнува сем, целиот процес на образованието, така и стартува се и мојот процес и вашиот сигурно. И јас сум на процесот на инклузија, инклузија во Македонија е 1998 имплементирана. Така, што би можел ти од своје собствено искуство да им пренесеш на дечињата во градинка? Како да се дружат, како да ги приведат различностите, како да се гледат, дали да ги отфрлат, дали не. Но јас се го скорам да не ги отфрлат, без ги тие се дел од нас, ако се почудни малце, само малку дека истрејат и ќе успеат. Чувствуваш ли промена во однос на како останатите ги доживуваат лицата со Даунов синдром и лицата со друг хендикеп? Промени, да, има промени, пак промени. Можам конкретно заклучувате да зборам. Веќе имаме многу театарски представи. Се надевам и понатаму ќе имам. И јас ќе се кажам една промена кај мене. Ја водам радио емисија, јас сум Цако, таа се работи токму за оваа популација. Еден од проектите ми е овие лица да зборат за сами за себе, бидејќи се дел од нас.
Така, вклучен си во многу невладини организации во невладиниот сектор. Целта веројатно ти е да анимираш како останатите да ги прифатат овие лица, лицата со Даунов синдром и лицата со хендикеп, и исто така да ги совладаат стереотипите. Со какви стереотипи најчесто ти се сретнуваш во секојдневието? Да, сват на прашањето. Значи, имаш позитивни и негативни. И најчесто ги среднува позитивните, тоа е како во автобус да ти стануваат и ти да седнеш на место него и јас таа прилика, официјално ќе кажам, си ја користам максимално, едва чекам некој да стане, за да ја му седнам на местото. Така. А колку имаш помош од домашните, од родителите и од сестра ти? Сестра ти постојано со тебе, сестра ти беше и во Америка заедно со тебе. Сестра ми не спие без мене, очигледно, последно време. Да, помош имам во семејството и имам, беги тоа е најбитно да халка од нашиот систем, како и градинката. Така. Марија е малку постара од тебе, меѓутоа и така, меѓутоа и Марија е доста вклучена во она што се вика инклузија на лицата со Даунов синдром и попреченостите. Марија, до каде сме ние во оваа работа? Така, значи најпрво исто и од мене голема благодарност дека имаме можност за прв пат да зборуваме и во рамките на оваа студија на оваа тема. Ме радува, цако целосно согласувам со она се што кажа до сега. Мислам дека Македонија на еден добар пат да навистина направи еден цел систем во кој што ќе може да бидат вклучени целосно максимално лицата со попреченост, значи почнувајќи од она што цако го начна како тема едукација, бидејќи буквално процесот на систематско вклучување на лица со попреченост во редовната настава почна и коинцидираше со тоа цако кога стана прваче, значи во далечната 1998 година, па оттаму навистина бележиме ние успешни чекори во оваа сфера. Цако кажа, напомена дека не сме многу далеку во однос на другите земји, иако има добри практики кои што ние може да ги примениме тука кај нас. Значи кај нас потребна апсолутно покрај едукативниот систем кој што има моги да абсорбира лица со попреченост, меѓутоа повеќе се работи и во доменот на социјалната грижа за овие лица, здравствената заштита, значи мора да работиме на повеќе ниво и будење на свесност. Значи ке сите професионалци кои што работат на определени полиња кои што се врзани за лица со попреченост и нормално свесност на самата популација, на самите граѓани. Да, работите се менуваат, се повеќе гледаме дека она што зборувавме пред емисијата, нели родителите не се срамат од своите лица со попреченост, што беше можеби случај пред повеќе децени. Понатаму средината се повеќе ги прифаќа, значи едноставно имаме заштитничка средина во Македонија, меѓутоа пак ја кажам треба да се прават поголеми напори кон она што е главната цел, значи цело време луѓето што работат во полето се стремат кон целосно самостојување на овие лица, а нормално главната компонента тука е економската компонента, вработувањето, можностите што овие лица ги имаат да бидат еднакви буквално со другите лица. Каде би можела себе си да се пронедат најмногу лицата со попреченост? Така, значи секој за себе. Во кој сегмент во општеството? Апсолутно, ако зборуваме за вработување и можности, тие се безгранични. Исто како кај секој млад човек, ако зборуваме нели за млади луѓе кои што понатаму треба да градат својата кариера, има многу можности кај што овие лица може да се изразат, почнувајќи од уметностите, цако спомна, еве сега се повеќе се прават театарски представи, играат децата, Dancers United МК има основано танцова група за лица со попреченост конкретно, значи палетата е широка, само треба да се направат конкретни механизми кои што делумно веќе постојат, значи со нели оние државни поддршки што ги имаме во однос на заштитните работилници, нели следуваат фискални олеснувања за фирмите кои што вработуваат лица со попреченост и слично, и да се размислува на сите сегменти. Она што цако го спомена пред малце дека цако ние дома малку се шегуваме, велиме ни жена, ни риба, негде измеѓу, значи нема соодветна категоризација за да може да влезе во заштитна работилница, а од друга страна малце е неблагодарно да очекуваме дека ќе биде еднаков со нас на пазарот на труд, бидејќи е граничен случај. Меѓутоа постојат одредени програми кои што да, верувам дека може и оваа бариера да надминат. Една од таквите можности во општеството е она на што ја конкретно работам, покрај тоа што сум личен асистент на цако кој што се шегува со мене, е програмата на Млади Инфо
интернационал за социјално претприемништво, социјални бизниси, нешто што во Македонија е на самиот зачеток, меѓутоа поле на кој што и како можеме понатаму сите заедно да работиме. Да, што им нудите на младите со оваа програма? Така, значи нашата цел втора година поред на Млади Инфо Интернационал е кај младите да разбудиме свесноста за постоење на социјалното претприемништво како такво, бидејќи во трендот во светот, се повеќе се работи на овој тренд. Значи ние сакаме само една дефиниција што е социјално претприемништво. За тоа може да одвоиме цела една емисија и да полемизираме, бидејќи кај нас се уште легислативата, законската рамка е во фаза на изработка, поуттаму се и стрикните дефиниции не целосни да кажам, меѓутоа важно за луѓето е да знаат дека социјалното претприемништво е типичен бизнис, значи ние треба да бидеме водени од бизнис модел, од некоја одржлива форма на организација на долг рок, меѓутоа не бизнис во класичната смисла на зборот, туку бизнис што решава некакви општествени прашања. Например, ако ги земеме лица со попреченост, ако ние направиме компанија која што целосно ќе биде или ориентирана на нивните потреби, или пак компанија која што или организација може кај нас дури која што вклучува во своите редови вакви лица, значи станува збор за социјално претприемништво. Кажав, иако моментално законската рамка е нецелосна, сепак постојат можности од аспект на тоа да се регистрирате како здружение на граѓани или да се регистрирате како непрофитна компанија, како што е Пакомак, например. Значи, повторно ќе кажам, битно е да се има мотивација и желба за да се изнајдат општествените проблеми кои што нас не пречат, за да ги преточиме во наши бизнис идеи. За проектот за социјално претприемништво во однос на младите ќе продолжиме по рекламите. Индекс со Маја Дамјановска. Да, повторно се враќаме во студиото. Марија и Цако се гости во Индекс на Радио Слободна Македонија. Марија, продолжуваме со разговорот околу проектот во насока на социјалното претприемништво и вклучувањето на лицата со попречености во бизнисот, во општеството. Проектот кој го реализирате е со рок до крајот на овој месец. Токму така, значи ова е малку поспецифична програма, би кажала, не е само еден проект, една иницијатива која што се случува, во повеќе етапи се организира. Најважно од се е дека ги поттикнуваме младите да размислуваат, како што веќе напомена, во насока на социјалните бизниси, социјалното претприемништво, кое што да, може да биде насочено кон лица со попреченост, меѓутоа може да биде насочено и кон најразлични други сфери на живеењето. Дали тоа ќе биде здравата храна, здравите животни стилови, спортот, можеби поеколошки теми врзани со обновливи извори на енергија или пак здрава животна средина, значи палетата е широка. Важно е дека ги повикуваме сите млади луѓе до 27 април пред сите студенти во Македонија да аплицираат својата идеја на нашата веб страна socialimpactaward.mk. Процесот на апликација е многу едноставен, не бараме да бидат регистрирана фирма или организација, туку да имаат само добра идеја која што е одржлива на долг рок, која што е креативна и која што решава некој конкретен предизвик, не би ги кажала проблеми во општеството, а при тоа има некаков бизнис модел позади себе. Важно е дека сите оние што сакаат самостојно да аплицираат, некако тим, дека треба да бидат студенти кои што се запишани или на додипломски или на постдипломски или пак на докторски студии кај нас на универзитетите, а ако сакаат да бидат тим, 50% од тимот мора да го исполнуваат условот активен студент, редовен студент. Така, овој проект има и малтене надпреварувачки карактер со оглед на тоа што се доделуваат и награди за најуспешните идеи. Токму така. Како што кажав, идеите треба луѓето да ги аплицираат од 27 април, понатаму стручно жири од 12 члена ги бира најдобрите 10 финалисти. Најдобрите 10 финалисти во летните периоди, во летните месеци проаѓаат низ процес на инкубација и менторство, значи стручни луѓе им даваат совети како да ги доразвијат своите идеи, за да на крај повторно жирито во септември избере 3 победнички решенија кои што добиваат парична награда. Првата награда е 3000 евра, втората е 2000 евра кои што се обезбедени од Шпаркаса банка Македонија и има уште една интересна награда, таа е награда од заедницата. Таму луѓето онлайн гласаат за најдобро идејно решение и фактички имаме 4 тима или 4 индивидуалци, зависи кои ќе бидат избрани, кои што се победници на овој конкурс, на оваа награда и кои имаат можност покрај паричните средства и менторската поддршка во октомври дојдат во Виена, каде што се запознаваат со другите социјални претприемачи ширум Европа, ги разменуваат најдобрите практики и искуства за кога ќе се вратат во Македонија, да навистина бидат подготвени да земат идната во свој раце, да креираат сопствен бизнис кој што ќе реши многу општествени проблеми. Значи ова е win-win ситуација. Така, имате поддршка од државните, од приватните универзитети, анимирате повеќе студенти низ цела Македонија. Во тимате и Цако. Цако, што ти
им препорачуваш на младите, како би можеле тие да се вклучат со своја идеја во овој проект за да им олеснат на лицата со попречености? Што е она што ти им го презентираш? Да се вклучат што повеќе за да биде поуспешно направен проект. Како со која идеја би можеле да се вклучат во проектот за да го олеснат функционирањето на, еве да кажеме, лицата со Даунов синдром? Па во стил, например, можат да прават решенија околу онлайн работите за полесно од дома да се употребуваат некои техники за закажување на термини, да можат исто така онлайн да бият се почесто овие лица користат онлайн технологија. Така, технологија, јазици... Апсолутно. Палитата е широка, значи цако, иако не е официјално дел од тимот на Млади Инфо и не работи стрикно во проблематиката, имаше можност да биде присутен една од работилниците која што ги организираме, бидејќи програмата има таква цел, измеѓу отварање на конкурсот кој што беше во февруари и затворањето на 27 април, држиме едукативни работилници и во тие едукативни работилници буквално луѓето се поттикнуваат да размислуваат во оваа насока, еве како што Цако дава идеи за вклучување на лица со попреченост во општеството и во бизнисот понатаму. Важно е дека работиме во Скопје, надвор од Скопје, како што споменавте, со универзитетите во Тетово, Гостивар, во Битола, во Охрид и Штип. Важно е да размислуваат луѓето дека можно е да решат општествен проблем. Можно каков е интересот? Интересот е баш интересно дека е голем, бидејќи минатата година беше прва година како што Млади Инфо Интернационал е организира оваа европска награда, станува збор за европска награда која што се организира во моментов во 10 различни земји, од почната 2009 година, значи има голема приказна позади себе. Лани имавме 30 апликации пристигнати на Млади Инфо Интернационал, 3 од нив беа победнички плюс наградата од заедницата. Првата награда ја доби Добра земја, органско производство на храна. Понатаму втората награда беше тимот кој што работеше со децата од Угостителско средно училиште, Кулинари 2.0. Третата награда беше концентрациона соларна електрана, индивидуален проект на Александар кој што е студент на електрофакултетот, и четвртата награда беше она за мерење на загадување во воздухот, апликацијата Мој воздух, така да има многу простор. Има простор буквално како што кажавме на почетокот да се таргетираат проблемите кои што ги засегнуваат младите луѓе. Значи ние сме дел од ово општество, гледаме што се случува, и ако јас сум сестра на Цако и најголемата сфера и проблем ми се врти околу лицата со попреченост, така ќе направам некоја одржлива бизнес идеја во тој домен. Во светот постојат најразлични иницијативи. Ако зборуваме за Даун иницијативите, има еден ресторан кој што го има основано Тим во Америка, се вика Tim's Place, местото на Тим. Тим си е собственик на тој ресторан, Тим е човек со Даунов синдром. Многу интересно дека Тим на секој посетител му дава гушкање пред да влезе и на некој начин ги интегрира луѓето да бидат свесни дека постојат различностите, меѓутоа дава простор и останатите лица со Даун да го следат неговиот пример и да се вклучат. Во Македонија исто така можам да кажам дека постојат веќе одредени социјални бизниси кои што ги таргетираат и лицата со попреченост и лицата кои што не се попречени, а на некој начин имаат потешкоти во живењето. Да речеме, лице уличниот весник работи со лица со попреченост, меѓутоа работи со луѓе кои што живеат на улици, да се бездомни, значи дава шанса да сите овие сегменти се реинтегрираат во општеството. Понатаму постои ресторанот Фрешис, кој што е прв ресторан во Скопје и Македонија со социјален бизнис модел. Значи луѓето работат на полето на органската, здравата храна, продаваат сендвичи, разноразни други јадења на типичната популација, а дел од својот профит, дури 34%, даваат на бездомните лица. Значи има приказна во сето ова. Важно е дека младите луѓе треба да бидат свесни дека постојат ваквите можности во општеството и да навистина се обидат барем да ја аплицираат својата бизнис идеја, да почнат со тоа што ќе аплицираат на нашиот надпревар социјално предприемништво, за понатаму да им биде полесно да пристапат до другите фондови за инвестиции кои што постојат кај нас, да пристапат до различни средства кои што може ќе им помогнат да се основаат да се развијат својата бизнис идеја во вистински бизнис, а со тоа да си помогнат себе си, да се вработат, да си помогнат на општеството, бидејќи ќе решаваат некаков општествен проблем и ќе вклучат многу поголема група на луѓе околу себе и нормално најважното да помогнат на македонската економија. Така, колку
апликации очекувате оваа година? Лани Барем 40, нели ние сакаме секако да одиме нагор, во нагорна линија за да сватиме дека навистина има некакво влијание на што го работиме, а го работиме многу посветено и навистина сакаме да имаме ситуација каде што Македонија ќе биде можеби земја која што е водичка во однос на социјалното претприемништво во регионот, бидејќи сите останати земји некако се во развој кога станува збор за социјалните бизниси, за општествените иновации и слично. И се надеваме дека имаме повеќе апликации од каква е лани. динамиката на пример во споредба со Виена со оглед на тоа што овој проект стартува во 2009 во Виена? Така, значи ние сме на добар пат, можам да кажам и во однос на примените апликации, меѓутоа и во однос на интересот кој што го имаме за пријавување на работилници за учество, во однос на тоа какви прашања ни стигаат онлайн, бидејќи онлайн сме фокусирани цело време, може да не следат на преку хаштаговите СИА на латиница 2016 Students in MK. И можам да кажам дека сме на добар пат на вистина. Да речеме, до сега имавме направено 2 работилници во Скопје, имавме работилница на Штул во Тетово, на Охридскиот универзитет за информатички науки, на УКЛО во Битола и на туризам во Охрид. Понатаму бевме вчера во Штип, значи на Гоце Делчев, и така ако има интерес со студентите да дојдат, можеби немаат сите развиена идеја, меѓутоа да се информираат што е тоа социјално претприемништво, како може да се развие идеја, бидејќи на тоа поле работиме со младите луѓе, едноставно да видат бидејќи е нешто ново интересно, да си направат нешто добро за себе си, така да ги повикувам и сите оние кои што можеби немаат можност да дојдат на работилниците, да отворат страната socialimpacthour.mk, да видат како иде темпото и начинот на аплицирање на идеи, бидејќи буквално си имаме таму образложено, да отворат книгата на инспирации, има книга на инспирации, па да се инспирираат и за секое дополнително прашање имаме оставено таму наши контакти, слободно да не контактираат, бидејќи остануваат само уште 2 недели до затварање на конкурсот. Така, Марија Цекова, ќе направиме тука уште една кратка пауза. Индекс со Маја Дамјановска. Цеко, сега малку ќе се фокусираме на тебе. Ти си практично мој колега, бидејќи има своја радио емисија. Се осврнуваш на теми поврзани со лицата со Даунов синдром. Која е пораката што ти им ја упатуваш на твоите слушатели? И ми кажувам дека имат лица со попретеност, кои што можат и тие да творат, да записуваат себе си, да се вработуваат, може и такви теми да почнеме да работиме. Лице во лице не беше еден од гостите, па преку мојата емисија да се информираат и овие лица со попретеност да почнат да го продаваат списанието на некаков начин, да го доближиме тој социјален модел. Така, пред известно време содржа и трка во градскиот парк. Средствата собрани од учеството во трката ќе бидат наменети за справи за одржување на спортскиот дух кај лицата со Даунов синдром. Како ја поддржуваш ти оваа идеја? Значи, јас земав и активно учество, значи трчкав, да го кажам, бидејќи тоа беше едно мало кроксинце. 1 километар. Што е за тебе? Ја можам и повеќе. Да, па ти си... Трчам трцел. Така, ти си активен покрај тоа што си студент, танцуваш, идеш на карате, активен си во невладиниот сектор. Што најмногу те прави среќен? Па токму тоа, невладиниот сектор, борбата за овие лица, да се покажеме, да се докажеме, да не гледаат повеќе на улица, гледам дека нема никој лице со посебни потреби, им треба некој. Да се просетам, бара малце. Така, предпоставувам дека се шеташ и со твојата девојка Флоренс. Да, се сесам. Да, да ја поздравиме. Може, ја поздравам те слуша? Флоренс Герет. Да, те слуша. Во моментов? Дали информирана дека си наш гостин? Не? Не знам дали е информирана. Информирана е Флоренс еднакво активна како Цако, работи повеќе работи кај нас во Македонија, бидејќи е тука веќе скоро година и нешто, така да се сумнам дека во моментов е во можност да слуша.
Битно е дека и лицата со попреченост преку примерието на Цако, активен на многу полиња, преку примерието на Флоренц и сите останати кои што имаат некаков успех кај може да се инспирираат и да сватат сите луѓе, па и самите лица дека да, навистина можат и умеат да бидат функционални, да бидат интегрирани целосно во општеството, да создаваат и творат и на крајот на денот да навистина си ја земат пак ја кажам еднината во своји раце и да се вработат, дали преку моделите на социјално предприемништво, дали преку различни други програми и поддршки што се нудат, меѓутоа важно е дека да постојат таквите можности, да лицата можат, само ние треба малку по синхронизиран систем да изградиме за да им пружиме можности и поддршка. Така, и за двајцата прашање што би им препорачале на родителите кои што имаат деца со Даунов синдром? По-старата, не разбирам. Ајде. Мене ми оставаш бидејќи за Ама добро, родителите. ти размисли и ти можеш да одговориш. Јас би им препорачала апсолутно да го прифатат детето како еднакво на сите останати деца доколку ги имаат во семејството, бидејќи ние така сме биле воспитани. Јас и Цако и Бојан, најмалиот брат, сме биле третирани еднакво. Апсолутно дека не смеат да се срамат од своите деца, да прават се што е во нивна можност за да ги гледаат можностите што постојат. Дали е тоа вклучување во различни типови на здруженија, како што е Здруженијето Инклузивни решенија, Трисомија, Даун синдром центарот во Македонија, други спортски здруженија како што е специјалната олимпијада, не знам, танцувачките клубови, мечувачките клубови, постојат навистина можности да работат со своите деца, да ги контактираат професионалците, бидејќи е важно, а кај нас има и како добри професионалци кои што работат на оваа проблематика и секако да размислуваат надвор од кутијата, би рекла, да размислуваат дека нивните деца понатаму навистина може да бидат не знам, менаџери на бизнеси, нека бидат социјални бизнеси, да водат своји ресторани, да водат свој книжари, што е да, значи се што си имаат желба овие луѓе, апсолутно да се борат и никогаш да не се откажуваат. Така, веројатно поголема поддршка од страна на родителите за децата со Даунов синдром, повеќе слободно време за да може да се дружите, како рече секој петок. На дружба, една мала, во кафиц. Така, каде најчесто се сретнувате со пријателите? Па, како што кажав, на кафиц, и ја излагам и во ногниот живот, любите сум на алкохолот, знам да се набием пивце, па некој виски. За добро расположение. За добро расположение, да. Во граница на нормалната, Нормално. нормално пред се ние се стапуваме за здравите животни стилови, така да. Да. А и тоа е Кинотеатар, Кинотеатар. Кинотеатар, спортски активности. спортски активности, како што кажав за Марија, беше оварски клуб, и јас сум во танцовиот клуб. Така, твојата девојка е прилично активна во пливањето со многу успеси, со многу рекорди на европско ниво. Токму така, да. Да. Добро, јас ви благодарам што бевте дел од индекс на Радио Слободна Македонија. Тука ќе вас слободам со оглед на вашите обврски. Ви посакувам убав ден и повторно со некоја нова идеја, со некоја нов проект ќе ве поканиме да бидете наши гости. Ми благодариме. А И ние- благодариме. Да, ти благодарам и јас, Цако. Ние слушаме музика. Индекс со Маја Дамјановска. Тука е крајот на индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс во продукција на Радио Трговско дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 12 април, а јас повторно со вас за една недела ве оставам во добро расположение. Пријатно. Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.